Истата механичка основа ја има и реинкарнираната Фронтера, која за разлика од порано сега е субкомпактен кросовер. Го зазема местото на остарениот Кросленд со фокус на електричниот погон и благите хибридни опции. Германските дизајнери успешно го вметнаа своето стилско изразување во каросеријата долга 4,4 метри, правејќи ја доста слична на Мока. Електрични верзии ќе има две, со батерии од 44 и 54 киловат-часа и електромотор со 113, односно 156 конски сили. Избор ќе има и меѓу хибридите базирани на 1,2 литарскиот турбомотор, кој ќе биде достапен со 100 и 136 коњи. Новитет на Opel годинава е и Grandland, чија втора генерација донесува голем број луксузни карактеристики. Каросеријата сега му е подолга, а внатрешноста во споредба со моделот во заминување значително поголема. Тоа го овозможи заедничката платформа со Peugeot 3008, која понуди и поголеми комбинации на погонски склопови. Во електричните верзии, кои располагаат со 213 коњи, Grandland нуди избор помеѓу батерии од 73 и 82 киловат-часа. Хибридите ги има два, обичен со 136 и плагин со 195 конски сили, кој само на струја може да помине 80 на километри.